Почитувани гледачи, добар ден. Во Митови факти гостуваат интересни луѓе кои имаат нешто интересно да раскажат, или пак луѓе кои што постигнале многу во животот. Игор Радев, мојот вечерашен гостин, ги има сите три атрибути на оваа емисија. Добар ден. Добар ден. Јас да мислам дека третиот се уште го немам. Ако значи како постигнатото? Да, како ја вика, не, како вика мудриот Солон, нели латинскиот законодавец, не можеш никого да го наречеш среќен, блажен или да кажеме дека постигнал нешто во животот пред да му ја види смртта. Значи уште е рано за тоа, се надевам. Сега нема да зборуваме за тие работи, иако нели премудриот Солон го цитираме често. И ќе кажам зошто не се сложувам со твојата констатација тука на почетокот од емисијата, бидејќи пред неколку дена доби признание од институтот или како беше Центарот за меѓународна јазична и образовна соработка. И се истакнат како еден од највлијателните, најдобрите синолози. Тоа не беше награда, тоа беше признание за за придонес во на полето на кинеските студии. Значи не е ништо сериозно. 2 години имаше едно друго признание беше одбран помеѓу 9-10 синолози. Лани беше за претходната година. Да, добро. Ќе додадеме и скромноста во твоите карактеристики. Значи се работи за Кинескиот центар за меѓународна соработка, така? За меѓународна образовна јазична соработка. Од Пекинг. Да, од Пекинг, да. Да, и имаше гостување на Кинеската државна телевизија? Еден од каналите. Има многу телевизии. Не, учествував на пекиншка телевизија. Значи стануваше збор за емисија посветена на книгата на песните. Значи тоа е најстарото кинеско поетско остварување. Станува збор на збирка на поезија, компилирана некаде помеѓу 11-тиот и 7-тиот век пред нашата ера. И веројатно сметат и најстара поетска збирка и во светот, можеби. Имаше емисијата беше посветена на тоа дел, бидејќи јас тоа го имам преведено и така поканија. Да. И интересно беше, да. Јас да морам да признам споредено со снимањата кај нас беше прилично напорно, значи во смисла за емисија која би требало да трае околу 1 час, снимавме речиси 6-7 часа материјал. Кај нас обратно, снимаме 1 саат, па сакаме да ни трае 7 часа. Игор Радев, поводот за денешното гостување е да се обидеме да ја објасниме растечката и се присутна моќ на Кина, која но низ да не призмата нема ништо се присутно, нели, освен. Повторно скромноста доаѓа до израз. Но низ призмата на образованието. Зошто е Кина толку напредна денеска, нели? Зошто ново изградените кинески градови ме потсетуваат мене лично на филмовите од Star Wars најмногу. Веројатно зошто таму некој нешто научил некогаш, нели? Па се во состојба да нивните инженери, нивните архитекти, нивните сите ние претпоставувам изведувачи и така натака, нешто научиле во животот и способни се, нели, да изградат едни такви феноменални... Да, како да наречеме таа научна суперструктура на општеството. Ете, така некако би можело тоа. Да, кога, нели, знаењето, претпоставувам, се става на прво место, а потоа се сите други работи. И сега, што значи да се биде ученик во Кина? Може ли тоа да го објасниме? Како изгледа еден просечен ден едно учениче? Ова тебе те прашува бидејќи ти таму и делот образованието го имаш. За ова ќе одговорам малку и анегдотално. Значи, многу сакаме анекдоти ние. Лани или преклани, значи мојата постара керка Василиса, после нели враќање од Кина, сега ја прашувам каде ти е поинтересно, каде е поубаво, во Кина или во Македонија? Таа рече во Кина. Поинтересно, повеќе забавни паркови, се она за деца што, окей, во рете. Тој вика, само не сакам да одам во школа на школа во Кина.
Да, тука кај нас школата е нели онака. Да, затоа што нели таму нема како кај нас се да речеме кога ќе им објасниме на некого во Кина, па не само во Кина, воопшто во далечниот исток, значи Кореја, Јапонија, дека нашите деца не знам, одат на училиште во 8 часот, а се враќаат не знам дома 12 сат. Тоа се чудат. Таму да речеме се оди во 8 сат, при да речеме се враќа во 5. Што прават, учат цело време? Учат. Има кај нас целодневна настава, ама тоа е поише забава. Не, поише. баш учење. Баш учење. Да. Тоа е повеќе од 8 часа. Па добро се ги имаат за ручек пауза, сат и пол нешто така. Да, ама константно се некои 10 часа се во на училиште. И претпоставам дека е прилично напорно тоа да се постигне некој резултат. Па сигурно да. Ние не сме навикнати на тоа. И што учат? Математика, кинески јазик? Се учат, нормално. Се. Да. Бораме еве оние што се најмладите, нели одат на училиште, тие се мали и сега ги воведуваат. Па добро се почнува од нели од учење, читање, пишување, основна математика и така натаму. Значи и доколку некој дете не учи добро, што му прават во Кина? Ретко да не учи добро. добро. На пример еве, што имам ја и такви примери. Некои што ги знам, еве да не потенцирам. Имам примери што учат и што не учат. Па ги третирам исто и двете деца исто добиваат, нели? Да, како е во Кина тоа? Има ли некој ретко е таму норма за тоа? Што дали има? Обштествена норма која ако не учиш, не знам што. Не, таму да, тоа ќе објасни може малку и подоцна, значи за целиот тој, значи историјатот на тој речи си култен однос кон учењето и кон образованието, но да, таму се смета дека образованието, односно учењето е единствениот пат кон успехот. Аха. Да. А подоцна ќе видиме и од каде потекнува тоа, единствениот пат успехот е татко ти да бил директор на фирма у социјализмот, или ти да си лепел да. плакати во соодветна политичка партија, така? Така, да. А за корените, значи на такви општества, да, само за предисторијатот, малку и за поводот. Ајде. Така. Да. Значи за оваа емисија. Пред кога беше пред месец-два, нели излегува на американското, нели, тоа е најпознатото американско и воопшто во светски рамки се смета за списание за наука, зборуваме нели тука за природна математика, за Nature, да. Значи нивните ранг листи на научни институции, на универзитети според нивниот придонес во објавување на научни статии со импакт фактори, на висококвалитетни резултати на научни истражувања, на градови во светот кои што се познати, значи кои што се значи може да видиме, да, значи на прво место според ранг листата на Nature, значи на институции во светот според научно истражување е Кинеската академија за науки. Така, на второ место е Хардвар. Меѓутоа кога погледнеме листата, што забележуваме? Дека мнозинството од првите 10 рангирани, мислам дека беа 6 се кинески институции, 4 беа американски. И она што е мислам, не би го потребил зборот фасцинантно, не би го потребил зборот трагично, кој недостасува? Европа. Никаде ја нема. Знаете, исчезнува. Значи, ние во... Како да кажам? Нема ни на преговорите сега. Нема никаде. Па, кога сам ќе се вазализираш, зашто некој да те смета за фактор? Да, и сега, значи, Кина успеа не само нели да ја изфрли Европа од таа ранг листа. Не верувам дека некој свесно се обидувал да ја изфрли Европа од некој на листа. Да ја минимизира улогата на Соединетите американски држави според да, значи ние имаме некој точно, значи имаме некој ние предрасуда, тоа е за жал. Имам впечаток дека нашата представа за светот е како еден вид замаец со задоцнето, како да наречам тоа, со задоцнет почеток и нашата свест за надворешниот свест е замрзната некаде пред 30 некаде пред 30 години и ние мислим, имаме јас една теорија зошто е тоа така, можеме да ја кажам. Ајде, слободно. Да. Ние многу сакаме теорија. Да, Конрад Лоренц, те чуле?
Како? Конрад Лоренц, тој е Добро. познат австрийски зоолог. Значи, и се смета за основоположник на научната дисциплина на етологија, истражување значи на однесувањето на животните. Тој ја забележал таа појава која нарекува како да бе втиснување, односно импринтинг. Значи, кога мали пајчиња прв пат ќе видат, ако не ја видат мајка си, видат човек или маче или куче, се врежува, значи тоа суштото како мајка и тргнуваат автоматски по него. По човекот или кучето. Океј, и моја теорија е една таква дека во дадено општество кога се случуваат некои, да речеме, критични трауми, не е просто промени, промените може да бидат и позитивни трауми, дека често се случува представата за светот што била во тој историски момент на случувањето на тие трауми, ти се врежува и ти мислиш дека таа состојба е вечна, односно бесконечна. Значи за нас, нашето општество, тој травматичен период, да речеме, почна од, да речем, може дури да кажем од крајот на 80-тите години преку целите 90-ти години, значи уништувањето на Југославија и целиот тој процес на транзиција и така натаму. Тоа се случи еден таков етолошки процес. И тогаш да речеме кај нас само момент, ово би сакал да го кажам во интерес на дискусијата, ако ти текне на ние последни комунистички функционери кои од братство и единство и од Маркс и Енгелс така елегантно се префрлија во капитализам и во НАТО. Не само тоа дека и така едноставно мајката што ја гледа на едно место, сега гледа мајката на друго место. Така, Многу елегантно беше тоа. Тоа и премногу елегантно. Премногу елегантно, човек малку незгодно. Човек не само незгодно да се запраша и овакво и за, значи, во што верувале тие луѓе, да. Не во што верували, во што веруваат, односно. Да, така е. Значи тоа е трагедијата на црвената буржуазија. Така. Апсолутно, да. Родени, не тоа тема, но може да ја спомнеме. Родени во црвени пелени, а сега се со, како на Супермен, како да го наречеме тоа, наметката плаштот со НАТО и со со што и да. Така. Ајде, сега да не навлезам за тоа. Односно, значи моето мислење е дека во тој период, како што бил, значи таа состојба на светот, кај нас е врежена, значи од крајот на 80-тите преку 90-тите, и мислиме дека е уште така, психолошки не можеме да ја прифатиме промените на глобално ниво. За нас уште Европската унија е некоја идилична, идеализирана верзија, нели, како проекција на Едемската градина, Царството небесно, што ние си ја проектиравме, нели, на градината која на Борел, тоа така, џунгла. Да, така е. Значи, тоа прашање дали и некогаш и воопшто таа фантазија соодветствувала на реалноста, но да речеме во тие 80-ти години Европската економска заедница или времето на 90-ти, да, имаше оптимизам и ентузијазам и се, значи несомнено во тој период и Европа, значи и Соединените Американски држави. Добро, они се уште и сега, значи во науката, во технологиите беа несомнено, значи на првото ста. Тоа е така. Меѓутоа, во меѓувреме помина луѓе 35 години. Значи, а нашата свест останала тогаш, значи просто како фиксинер, случил тој како Конрад Лоренц импринтинг, и ние психолошки станавме неспособни да ја забележиме, значи, промената што се случува. Сега веќе далеко од тоа. Значи, кога зборуваме веќе за научно-технолошкиот развој, значи, Кина веќе во последните 20 години, мислам, почна тој процес, а сега веќе слободно можеме да кажеме дека го надмина Западот и тоа далеко. Сега како да кажем, значи, ние можеме да кажеме дека ние можеме да одбиваме да се соочиме со тоа, нели? Меѓутоа, фактите се тие. И тие факти всушност не се некои, како да ги наречем, некои обскурни кои треба да тоа се јавни, како што гледаме, значи на сите ранг листи што самите западни, односно американски релевантни, значи институции ги пренесуваат, тоа се гледа. Мислам дека малите патки еден ден само ќе отидат во правецот на новата мајка
која ќе се нарекува Кина. Не верувам, не е до толку. И дека така тоа ќе биде многу елегантно Не и човек верувам, да се не запраша верувам, какви идеали затоа што- имаат тие луѓе. Игор, ајде идеме со историскиот развој на кинеското образование. До каде датира тоа? Од кога тоа кинезите почнуваат на образованието да гледаат како на најбитната алатка на општеството, на државата, на значи, тоа сето она да. што се подразбира под Кина. Океј, значи тоа може да треба да почне некаде од пред приближно 2500 години. Значи тоа било времето на философот Конфуци, така. Добро. Сега значи во кратки црти можеме сега да изложиме значи тезата на Конфуци во врска со тоа кој, односно или поточно што треба да владее со општеството, односно со државата. Според него тоа е доблеста. Односно дека само доблесни луѓе треба да биде доверена функција на управување со државата. А како се стекнува таа доблест? Така, значи, според Конфуци, доблеста е предмет на учење. И таа е кодирана, според него, значи, таа е кодирана, значи, во ние наследени културни образци, кои што може да се видат, значи, во негово време, таа класичната литература, поезија, значи, целиот тој систем на обреди, така, кои што преку процесот на учење се декодираат и човечката личност, еве да го потребам тој термин, ги повнатрешност, значи се поистоветува со таа кодирана доблест. И тука можеме само да и тука да нагласам кога кажам зборот учење, значи тоа под поимот учење, односно шве, што ќе каже Конфуци, не се подразбира оно што ние денеска го нарекуваме под учење, а тоа е значи прибирање и обработка на информации со цел да се стекне да се стекне некоја полза, така. Туку според Конфуци, значи процесот на учење предпоставува воспримање на тие културни знаења со чија помош се извршува морална трансформација на човекот. Така. И во таа смисла, значи таа конфуцијанска философија ја отфрла, значи праксата, како да нешем словно таа феудална пракса на владење по пат на крвно сродство. Така. Значи да не е наследна, претпоставувам. Не просто не просто да не е, значи да не е наследна, туку нема како да кажам, нема врска, значи нема поистоветување меѓу доблеста и, како да кажам, твојот родов, односно семен идентитет. Мислам, тој има една друга теорија. Значи не е како, например, кај нас имате, да кажеме, 35 кардиолози со исто презиме, во Кина не е така. Или го знаете оној стар виц за УКИМ, за универзитетот, да. Зошто на УКИМ не може да се случи секс скандал, затоа што сите се во со крвно сродство. Да. Еве, например, во таа смисла, самиот Конфуци во управувањето со дадено општество смета дека, како што реков, примат треба да има доблест и примерното однесување, а вторични се во таа смисла законите и правилата. Речеме, тој самиот вели, вика, доколку владееш со помош на законски правила и управуваш преку казни, тогаш на народот ќе му бидеш одбивен, кој пак од своја страна ќе стане уште и бесрамен. Но ако владееш со помош на доблеста, управуваш преку обредите, тогаш луѓето ќе имаат чувство за срам и ќе бидат примерни. Да. Сега, еден од најголемите, значи, понатаму, еден од најголемите конфуцијански филозофи после Конфуци, тоа е Менци. И даде книга за него, е преведен. Да, Конфуци го има. Старокинески на... Да, во таа насока тоа продлабочува таа негова теорија и експлицитно вели дека, цитирам,
Постојат благороднички чинови од небото и благороднички чинови од луѓето. Човечноста, праведноста, преданоста, достојноста за доверба, како и неуморното наоѓање задоволство во доброто, тоа се благородничките чинови од небото. Од друга страна, положбите на кнез, управител, великодостојник се благороднички чинови од луѓето. Древните водеа грижа за благородничките чинови од небото, а благородничките чинови од луѓето следеа дури потоа. Денешниве луѓе пак водат грижа за благородничките чинови од небото, само за да стекнат благороднички чинови од луѓето. Па што му се здобиле со благороднички чинови од луѓето, ги одфрлаат благородничките чинови од небото. Ова веќе е крајна заблуда, па на крајот ќе останат и без благородничките чинови од луѓето. Значи ова гледаме чисто одфрлање на принципот на феудализам. Сега, зошто го зборувам тоа? Значи, како што гледаме, Конфуци, целата таа конфуцијанска школа не е само тој, нели? Со тоа отфрлање на друг критериум за достојно за управување, за владење, освен, значи, доблести, таа како да речеме културна образованост, со самото тоа, тие на еден тивок наш вршат револуција на општествената свест. И сега ќе направиме тука една мала дегресија, значи паралелно со конфуцијанската школа се раѓа една друга философска школа во Кина. Значи во тој период тоа ги има многу, значи само ова издвојувам едно кој може слободно да сметаме за во известна смисла за антитеза на конфуцијанството. Еве да прозвучи малку и хегелијански. Ако конфуцијанството е теза, така, тогаш оваа философска школа, која се нарекува школа на законите, законичка школа или легистичка, е била антитеза на конфуцијанството. Зошто? Затоа што, значи, според легистите, нели овие, управувањето со државата, значи, не може да биде предмет на, значи не е аморална сфера, значи не може да биде предмет на доблести, туку на практични техники. Следствено, администраторите, оние што управуваат со државата, треба да бидат бирани строго по пат на, значи строго по пат на објективно, значи вреднување на нивните способности и техники. На кинески, да? Значи некако макиавиалистички ова. Да. Близко до Европа. Да. И следствено за легистите, значи главен двигател, значи, на човечкото однесување не е внатрешната морална свест како и конфуцијанството, туку надворешните дразби, значи олицетворена во награди и казни. Значи гледаме тука антитеза, ама ако гледам, значи хегелијански сега ако пристапиме, значи имаме теза, имаме антитеза, имаме што? Синтеза. Само момент, како? Да, исто да кажам и историски. Оваа легистичка школа која што Се каже дека тоа е направена синтеза. Сега ќе објаснам како. Да. Сега доаѓам, полека. Значи оваа легистичка школа која што е представена од мислители како што е, не знам, Шан Јанг или Хан Феј Ц, станува доминантна во тогашниот свет најзападната од кинеските држави, државата Чин, нејзиниот владетел кралот Джен, после тоа е првата Кина. И после ги обединува останатите колку биле 6-7, мислам ги обединува ги. Гледал филм 5 бе. Да, ги обединува, да. Чин Ши Хуанг, тоа е првиот, наречеме, на кој созда првата централизирана империја во Кина, тој се потпирал токму во оваа легистичка философија, затоа е омразен од страна на конфуцијанската историографија. Да. Неговата е она, сите знаеме, значи тоа најголемото археолошко откритие на Кина во 20-тиот век, неговата гробница со теракотни војни. Да. Не е битно така, да. Постоел нешто за цел. Да, значи но после неговата смрт, значи пропаѓа неговата, значи династија, се формира династијата Хан во 206 година пред нашата ера, која што пак постепено која што ја прифаќа конфуцијанската философија како да речеме водечка општествена идеологија. Така. Сега, бидејќи за време на освојувањето на царот Чин Ши Хуанг, била уништена таа благородничка, таа како да наречеме крвна аристократија, значи на сродство. Сега доаѓаме до еден интересен феномен. Како да се организира новиот административен апарат, значи на династијата Хан.
сега доаѓаме до синтезата на овие две. Значи, да, во многу нешто вие се спротивно, меѓутоа имате и едно нешто заедничко овие две философии. А тоа заедничко каде? Дали успеавте да забележите? Образованието. Добро, образованието, но, окей, но и двете го отфрлаат принципот на, значи, наследниот принцип, феудалниот принцип. Значи, едните, конфуцијанците викаат, не, доблести имат, овие вторите викаат способностите. Да, сега, ама и двете велат, нема што сега да... Да, нема тука, не може тука со, што се вика, не знам, преку Вујко Владика, ти тука да бидеш министер или овакво, или со лепење плакати. Значи, бараме друг вид на квалитети. За конфуцијанците тие квалитети биле доблеста, а за овие биле способностите. Меѓутоа конфуцијанците имале еден проблем. Доблеста по самата своја природа не е нешто што е измерливо. Апсолутно, да. Значи ти не можеш да многу тешко е да се секој за себе смета дека е доблесен. Да, секој за себе смета дека е доблесен, измериш, но она што може да биде измерено, значи тоа се образованието, горе-долу, значи и способностите. Сега Конфуција во династијата Хан, значи, за да ги усогласат овие два принципа, значи, го воведуваат, и тоа е еден од најдалекосежните институции во целокупната кинеска цивилизација. Можеме да кажеме дека оваа институција, со сега ќе објаснам, станува онака de-institution на кинеската, значи на целата кинеска цивилизација низ историјата. А тоа е институцијата на државни испити. Тоа тогаш се воспостави. Тогаш, да, од првиот династијата Хан, тогаш почна да се оформува, а процесот на оформување трае неколку века, например, а во целосен облик доаѓа, значи, во време на династијата Суи, тоа е некаде околу 6-тиот век, 5-6 век од нашата ера. Значи, до тогаш се оформува, да кажеме, се надоградува, се менува. Да, после тоа е горе-долу стабилна. Што е суштината на овие државни испити? Значи, станува збор за на национално, не може да зборуваме за нацијата, да речеме на империјално ниво, на универзални тестови, испити, отворени за сите, без разлика на потеклото, сиромав, богат, вакви крвни зрнца, онакви крвни зрнца. Не. Може да е малцинство, може да. Што сака нека биде, да. Каде што по пат на како што веќе спомнавме, стандардизирани тестови кои се полагале многу ригорозно. Например, полагањата траеле неколку дена, при што сите испитаници си живееле во како сопствени еден вид монашки кели, кабини, значи под присмотра, каде што ги решавале, значи тие испити, да, а после тоа професионален писар сите нив ги препишувал. Зошто? За да не може оној што ќе ги проверува по ракописот, условно кажам, да препознае за кој станува јасно. Да, под шифра. Така, да. Да, ние ќе сме нашле начин како да го пробиеме. Да, така е, да. Сега, значи некој бугарски воски излезеше тука. Сега, тоа што значи дека, значи, уште од времето на античка Кина, за да бидете на било каква државна функција или образовна функција или било што во нешто во империјата, требало да се положи испит и во така. Се полагало на 3 нива. Се полагало на 3 нива. Така си добило функции, да. Првиот ниво е шоуцај, како би го превел јас, како надежен талент, така да го наречеме, тоа е првото ниво. Руки. Да, каде што со полагањето и тоа е исто на гласум, со чинот на ако поменеш на испитите, ако положиш, автоматски тебе ти следува државна функција. Да. Значи, ако го положиш ова најниското ниво, јасно, ти можеш да се надеваш на пониско ниво. Некој, да, да речеме условно кажано, да. Понатаму, следниот степен е на средно ниво, односно джурен, што би го превел како воздигнат човек, воздигнат господи, нешто така би го превел. И ако ги поменеш испитите на ова ниво, значи ти си веќе, значи можеш да претендираш на државна служба на некоја условно кажано средно рамниште. Сега и крајниот, најпрестижниот степен на, значи, на овие државни испити
било джиншер, што би го превел како представен господин, истакнат господин, значи самиот тој академски чин, со што веќе стануваш ти значи квалификуван за државна служба на највисоко рамнеште, значи од премиер до министери, такви, да, гувернер на провинција и така натаму. Најистакнати чиновнички. Точно, да. Сега можеме ние да се прашаме што се полагало. Многу би сакал да прашам. Да. Значи, се полагало многу. Значи, почнувајќи, но фокусот, или ајде да речем, еден од фокусите било, значи, класичната литература, книжнина, и тука гледаме тоа оној конфуцијански елемент. Зато самата, да речем, можем да замет самиот концепт, хардверот на поимот државен испит, очигледно има легистичко потекло. На школна закон, обид за објективно оценување на знање. Меѓутоа, софтверот, содржината е пред се конфуцијанска. Затоа што тие сметале според конфуцијанската философија дека ако човек ги восприма тие естетски, книжевни ќе стане доблесен. Да, станува доблесен. Тоа колку е точно не можеме да кажеме се објективно. Добро. Но тоа било може и да се предпостави дека точно, тоа било нивното не било само тоа, секако се. Да. Еве тука да речеме А само тоа било или имало и математички имало и специализирани, зависи за зависи за која функција. За која, да, имало сега добро, имало да речеме и цивилни испит, имало да речеме и офицерски условно кажани за војна, че имало малку поинако, да. Но основите биле јасно вие условно кажано цивилните, административните. Еве сега ќе ви прочитам што се полагало, значи кои предмети се полагале, значи на државниот испит од епохата на династијата Сунг. Значи тоа е едно од како да кажем врвовите на кинеската цивилизација, особено во научен поглед и затоа можеме да кажеме 6 век почнува. Не, династијата Сунг, ова не е Суи, ова е Сунг династијата. Значи таа е некаде помеѓу да речеме 10 век од нашата ера, па таа до 13 век од нашата ера, што би рекле некаде од цар Самуил наш тука некаде до цар Душан. Па малку пред цар Душан, еве да речеме. Така некако, да. Евак, значи, го моделот на тие испити, да речеме, од тоа време, имало 7 предмети се полагале. Значи, зборуваме за овие цивилните, што би главни државни испити. Првиот, погодете што? Рековме книжевност, така? Поезија, конкретно. Поезија, добро. А што се подразбирало под полагање поезија? Немој да мислите дека станувало збор, не знам, анализа на песни, па не знам што. Што рекол Кузман Капитан. Твориш. Значи од кандидат, да. Од кандидатите се барало. Тоа би го положил. Да, од кандидатите се барало да напишат самите две песни во два различни стила. И се оценувала естетската вредност. Токму тоа конфуцијанска жичка, дека ако ти умееш да твориш... Еве, земете некој министер од нашата влада, можеби има некој што, има скриен талент, но му кажете, ај напишете две песни, ама во различни стилови. Мислам дека нема. Многу музика нема да добиеме. Добро, понатака? Да, само да нагласам. И тука гледаме токму на конфуцијанска жичка, нели? Дека ако човек тој може да напише убава поезија, естетски онако уметнички, што мора да е доблесен, немаш да е лош човек. Не би се согласил, ама... И тука гледам токму на синтеза, значи, на легизмот и на конфуцијанството во институцијата на државните испити. Кој можеме слободно веќе... Лјупчо Георгиевски може... Да. Што не, поет. Да, точно. Се дали беше доблесен е главното прашање? Не знам, затоа велам, самата таа конфуцијска теза е малку проблематична. Ајде да продолжувам. Вториот предмет што се полагал било политика. И од кандидатот се барал да состави еден есеј со политички предлог и плюс да се одговорат 5 политички прашања. Третиот предмет се полагал општа класична литература и тој при полагањето се состоело од требало да се одговорат 200 прашања со содржина од класичната кинеска литература и да се дадат 110 толкувања на определени места од класиците, нели, на книжевноста. Понатаму, четвртиот предмет бил култура и обреди.
Значи, кандидатот бил должен, значи, да даде 110 толкувања од книгата на обредите, тоа е, значи, едно од главните дела, значи, на конфуцијанскиот канон, и да се дадат 300 толкувања, значи, на индивидуални места од, да речем, обредниот поредок на кинеската цивилизација, култура. Петиот предмет бил специализирани студии. Значи имавме општа литература, сега секој кандидат може да се специализира на определено дело, значи по избор е тоа, и се требало да се дадат при полагањето 70 специјалистички толкувања на определено класично дело од, значи, тој, како да го наречеме, конфуцијански книжевен канон, книгата на записите, книгата на промените, и така натаму, изреченијата на Конфуци, книгата на песните и тоа. Шестиот предмет бил историја, и требало да се, овој предмет се состоел, наречеме, овој предмет, значи полагањето на предметот се состоел од давање на 110 коментари на пролетните и есенските летописи, значи тоа е историографско дело напишано од Конфуци, како и 300 коментари од сите останати стандардни историографски дела, ваки наречеме, историските записи на Сымачен, историјата на династијата Хан и на сите последователни, и така натаму, и така натаму. И седмиот предмет што се полагал бил право. Значи да се одговара 40 прашања сврзани со законските кодекси, како и да се дадат 30, да се дадат коментар на 30 проблеми со правна содржина, нели? Што се содржат во определени дела од литературата. Значи, како што гледам, ова бил доста сложен испит. Чекај се, ова е оној првиот? Не, ова е последниот. Ова е последниот? Да, всушност, оние трите нивоа што ги спознавме, нели, што ги спомнавме, Шоуцаја, Џурен и Џинша, можеме да ги споредиме со, слободно можеме да ги споредиме со поимете, нели, бакалавриат, магистратура и докторатура од современиот, значи, академски систем. Да, три се, да, значи исто е. Значи, ова е за доктор на науки, вака се станува. Ова е доктор на науки, вака се станува, да. И како што кажавме, значи, со полагањето на овие испити, автоматски тебе ти следува државна служба. Односно, толкава империја, значи, не се управувала како што биле, да речеме, европските средновековни држави со каскаден тој суверенитет, не знам, крал, цар, кнезови, војводи, таква има тука. Добро, да, наследување. Не. Се си било вака рационално, значи рационално администрирано. Ама царската титула е наследна. Да, само царската, да, само тој не управува со државата, тој владе. Тој владе, но не управува. Не управува, да. Значи административната апарат возглавен од премиер. Од премиер, да. А кој го поставува премиерот, царот? Како? Царот го поставува премиерот? Да, по предлог на администрацијата. Значи администрацијата владее. Па да речеме, да. Сакам да кажам дека, значи, со воспоставувањето на овој систем, што гледаме? Еден интересен феномен што го нема никаде на друго место во светот. Поистоветување на академското со политичкото. Односно во Кина, ако во класична Кина, кажеш интелектуалец, тоа автоматски значи дека се политичар. Дали на експертска влада што имавме на почетокот од независноста е кинески пример. Да. Дали е тоа? Па не се прославија најмногу. Како? Не се прослави баш многу таа влада. Тоа точно, тие после не знам дали многу се прослави, ја. Нема славен човек нема. Да. Сите се неславни. Што значи ова дека се поистоветува, значи, академското со политичкото? Тоа значи дека власта и општествениот успех стануваат функција на што? На учењето. Значи, ова предизвикува, значи, општествена револуција во Кина. На тој начин што како главен идеал на целото едно општество е што? Станува учењето. И тоа уште од мали нозе им се, како да кажеме, им се врежано. Да, им се врежува на децата. Дали сте чуле за оваа книга? Не. Трословната книга во мој превод, јас се преводам, Сан Це Џин, инаку на кинески. Значи, ова е првото дело кое на кај да речеме лектира, што на децата им се давало кога учеле да пишуваат. Значи, се состои од долга поема, каде што секој стих е од составено 3 кинески знаки, и затоа се вика трословната книга Сан Це Џин.
каде што значи во оваа книга ако условно на некој прашува во што се состои успехот на, па не само на киното, овој се шири, значи овој дел се шири во цела Источна Азија, значи од Виетнам преку Кореја, Јапонија. Ако ме некој праша каде е тајната на успехот, кажам овде е тајната на успехот. Баш во оваа книга. Но е толку мал, значи меѓутоа представува еден концизен, така да го наречеме компедиум, значи на целокупната кинеска цивилизација, каде што многу едноставен речник, дадени се сите оние норми, значи претежно значи на конфуцијанската философија, дадени се основите на кинеската историја и воопшто значи оној идеал кон што човек треба да се стреми. Мало дете да разбере што треба да прави во живот. Точно, за да видите и што е тоа, само ќе ги почитам почетните и крајните стихови. Ика, овака почнува ова дело. Овој како да речем буквар или што е. Човекот во самиот почеток добар е по природа. Таа природа на сите ни е иста, а сал навиките не прават различни. Кога недостасува образование, човечката природа се изопачува. Затоа патот на образованието треба најусредно да се врви. Вака почнува. А еве како завршува. Момент. Да. Кучето умее да чува во ноќта, а петелот знае взори да кукурига. Но ако некој не учи, ќе биде ли од него човек? Свилената буба умее да преде свила, а пчеличката знае да прави мед. Човек пак ако не учи, за ништо нема да го биде. Кој на млади години учи, на зрела возраст ќе пожнее успех. Таквиот ќе му помогне на владетелот, а и на народот ќе му донесе полза. Ќе се стекне и со славно име, така им направи чест на родителите. Сите негови предци ќе бидат прославени, а и потомците во иднина ќе се благословени. Добро, сега ако направиме на паралела ке нас секој дете што почнува нели да се запозна со буквите, чита Зоки Покито, едно немирно дете палаво. Има разлика сега, не треба па ни се љутат на нас. Немам ништо против Зоки Покино. Немам ништо против, ама немаш да ни се лутите сега, ние толку можеме, таков ни е почетокот. Ај сега овој последен дел од емисијата, како денеска изгледа тие испити во Кина? Не, нема сигурно како вие не, сигурно е тоа поразлично. Ама секој дете, колку често идеалот е на самиот колку пати во животот во образованието се студираат со тие државни испити. Ги има многу така. Да нечеме државни испити, значи значи првпат можеби да кажеме се студира некаде на нив средното училиште вака е поделено е на значи има тони 6 години основно училиште, 2 години они го нарекуваат како беше или 3 години беа нижо средно и уште толку вишо средно. Го нарекуваат и после факултет. Сега помеѓу више и нижо средно има едни испити, ама нај да речеме најгадниот. Да употреба најтешките. Овакво се оние што се после завршувањето на вишо средно. Треба си иде на факултет, така. Тоа се иде на факултет, значи тоа е како еден вид матурска, ама се универзализиране, значи на државно, сите исто, значи на државно ниво и значи од резултатот значи на тие испити истовремено служат и како приемени испити за факултет. Сега секој универзитет си има даден да речеме критериум. Со толку поени може на нашиот универзитет, со толку сега поелитните универзитети имаат повисок критериум и така. Да, така е. Не е лесно да се влезе. Не е лесно да се влезе, да. Во Пекинг, Шангај сигурно е многу тешко. Да, тоа е точно, да. Тоа не е воопшто, значи лесно. Значи тоа се тие. Меѓутоа не зборуваме, значи многу е погрешно да мислиме дека станува збор само значи за индивидуализиран испит. Зборуваме за еден општествен идеал кој се содржи во учењето. И сега тоа е тајна. Значи ние не можеме да сватиме дека тоа што го кажав и од самиот почеток дека науката сега во Кина во многу аспекти всушност ако го знаете на извештај од лани, мислам секоја година прават од АСПИ, ова што се она што е
неоконската организација во Австралија се стационира, ама нивни финансери се на воено-индустријскиот комплекс. Така, значи, ние нив не можеме да ги обвиниме дека се нели про-кинески или про вако. Не, се баш антикинески. Да, токму тоа, значи самите тие значи на листа колку беа околу 70 на 60 нешто беа клучни научни дисциплини, кажуваат дека Кина моментално има предност од 50 и неколку, а Соединетите американски само во 7. Додека пред 20 научни дисциплини. Да, стручни научни дисциплини. Ама клучни, што они ги сметаат за меѓусебната борба. Не меѓусебната борба, од сите, од математики до аеронавтика и се, додека да речеме пред 20 години било обратно. Кина имала предност само во 3, а останатите биле во овако. 60 нешто биле. Повторно и тука Европа никаде ја нема. Има Кина, има Америка, Европа ја нема. А зашто ја нема Европа? Тоа е прашањето. Зошто ја нема? Научната револуција почнува на европскиот континент. Не знам. Значи, ова може да свртен. Добро, ова само многу звучи како да кажам некој мистично историско детерминистички, ама како да немаат удел нивната собствена глупост и самоубиствени тенденции. Не знам како да ги наречам. Не знам, може би двете светски војни се водени на европска територија, тоа може би тоа влие на одредена деморализација, но меѓутоа пак не е така, значи после втората светска војна. Вие главни, ние доста бевме главни. Па не е така баш, и значи после втората светска војна, Европа имаше значи и во научен поглед и во технолошки, значи имаше свој придонес, така. Меѓутоа, ова е феномен на последните, да речем, 15-20 години. Дури може да кажа дека некаде после економската криза 2007 и 2008 година се гледа некоја... Па и од тогаш и може да се гледа и падот на американската... Одредено, да, ама многу поостар падот на овако, нели, на нашите европски партнери. Сега, како да ви кажам, прво иде фазалот по господарот, тоа е така од секогаш. Инаку не сакам да звучам никако. Патем речено, да. Во нашата значи типична заблуда од може стукнуто да кажеме дека тука има некоја одредена расистичка провиненција, нас не невозможно да сватим па како е можно тие кинезите да бидат први во наука, па тие нели се жолти косоки, се карикирам, но како да кажам, тако некој простонароден некој менталитет што кај нас се среќава тоа, значи како предноста што Кина има сега во моментот во технолошки научни науки е некако абнормална, монструозна. Ова сведочи за историска неукост. Тотална историска неукост. Зошто? Затоа што ако ја земеме да речеме целокупниот историски период од да речеме 2000 години, 2000 и нешто години, дека во најголем дел од тој период Кина имала технолошко научна предност во однос на условно кажано Запад. Односно и во останатиот дел во однос на останатиот дел на светот. Да речеме читано определени историски статистики дека некаде се до 18-тиот век вкупниот број на издадени книги во Кина бил поголем од вкупниот број издадени книги во останатиот цел свет. Ние секако ги знаеме оние големи кинески изуми, нели, обично 4 ги некој, не знам, на хартијата, печатењето, барутот, компасот, така. Меѓутоа има многу други, од првиот сеизмограф и така натаму. Значи, ако некој сака да се запознае, значи со класичната, историја на кинеската наука и технологија, тоа е онаа позната едиција на книги од Џозеф Нидам, значи тоа е британскиот биохемичар и синолог, кој што почнува некаде од 50-тите години, 60-тите некаде почнува таа огромна едиција, до сега има 27 тома, а тој додека бил жив издал 17, а после продолжена, нели, на науката и цивилизацијата на стара Кина. Во Кина. Или вкупно Кина. Во Кина, да, но се мисли на предмодерна, значи класична Кина. Да, класична Кина. Да. И во воведниот колку тома би ни требало за модерна Кина науката да. Сега во воведниот том, значи тој дава листа и се има вкупно 30 технолошки изуми. И од нив, значи нагласувам, 24, значи 30 технолошки изуми кои што заедно биле пренесени од Кина и Европа. Од кои што 24 биле од насока измислени во Кина, пренесени во Европа, а само 6 обратно. Од Европа во Кина. Значи
тоа ни говори, таа пропорција од прилика ни говори и за тој како да го наречеме, значи таа дискрепанца, супремација на супремација лош збор, кинеската наука. да речеме со други зборови. Тоа што не само во Кина, туку и воопшто дека и економскиот гравитацијски центар на светот сега постепено се оди во Азија, па и гледачме научно-технолошки, не е ништо чудно, необично, монструозно. Тоа е враќање во нормала. Значи, тоа може би сум го кажал, Ангус Медисон, значи британскиот, значи историчар на економијата, тој направи убава, значи многу прецизна анализа, значи на тековите на светската економија во изминативе исто така 2000 години, каде што убаво се гледа дека во најголем дел, значи некаде се до крајот на 18-тиот век некаде, околу 2/3 на светската економија, вкупниот обем на светската економија паѓале на значи припаѓале на Кина и на Индија. Тоа што го велим Источна Азија. Сега прашањето дека условно кажано определен примат она што го нарекуваме на западот е само последните 3 века. А што од целокупната историска перспектива е еден миг. Значи тоа е исклучокот, а не е нормалата. Се логичното прашање кој е, еве? Дали ќе сетите да го поставите? А зошто? Како дошло до тоа? А зошто? Како дошло до тоа? Зошто во последните 3 векове Кина што застана? Па не е само тоа, значи. Имавме една таква емисија, Радев, ти не се сеќаваш, зборевме за оној период на окупација, доминација на Кина од 11. Не, знаете, добро, знаете во социјализмот кога се дебатирало за определени проблеми, обично има се некој формулаичен израз, значи за овие проблеми одговорен е и субјективниот и објективниот фактор, така? Така, тоа беше објективниот фактор на дворешната, ама треба да позборуваме и за субјективниот. Кој е субјективниот? Па да учиме исто и од тугите грешки, значи не мора да учиме само. Дека она решавањето да не се расплинува Кина надвор, да не, тоа да оставиме, значи тоа да оставиме на страна. Првата грешка, ајде првен вака да уште на што се должи, условно да го кажеме, тој ево во тој период, значи почнување некаде 17 век натаму, тој еве да речеме успех на западот. Значи Кенет Померанц успева да ги убедат кинезите дека треба да се отворат, да се. Не, тоа не ова не е визави Кина, ова е внатрешно западно. Значи Кенет Померанц во својата книга, значи големиот раздел, не е битно кај што наречеме опишува тоа раздвојувањето, значи на тие историски патеки на Кина и западот, така? Во тој период почнувајќи 17 век, 18 натаму, значи ги даваат тие некои 3 основни фактори, 3-4 се неколку основни фактори на тој успех на западот. Значи еден од нив е секако новата научна парадигмата на експерименталната наука, значи кој случува во тој интелектуален историски период помеѓу некаде речеме Галилео и Њутон, грубо кажано. Тоа време на просветителството. Не, тоа е пред тоа малце, добро, тука, но сепак е таа може да се најде тука причинско-последични. Точно, да. Понатаму, значи поврзувањето, значи со научниот развој со технологијата. Затоа што нам сега не звучи дека науката и технологијата се сврзани дисциплини. Воопшто не биле. Речеме за антиката, речеме Аристотел во почетокот на метафизиката, што вели? Односно за науката, за нењето. Цел сама за себе. Не треба да има никаква практична полза. Меѓутоа, во нововековието, науката сега се впрегнува во како се вика тоа, во служба на практичната полза преку технологија, употребување на сознанието од теоретските науки за технолошки развој. Што е еден од факторите. Вториот фактор што го наведува е освојувањето на двете Америки. Затоа што тогаш на таа условно кажано во светски рамки релативно мала Европа, значи се отварат ресурси на два континента. На два огромни континента. Значи локалното население, каде што помагаат и епидемии поради немање имунитет, што го леснува тој помага и европскиот челик многу помага. Така, да, и тоа е еден од основните фактори во она што марксистите го нарекуваат првобитна акумулација на
капитал што дава предност. И имаме уште еден фактор, а тоа се што им помогнал на Европа, тоа се верските војни од втората половина на 16-тиот па до скоро цел век трае. 30 годишната војна е најкрвавата од сите, имало многу. Во Германија имало тој период многу. Во Франција многу, Бартоломејската ноќ. Така. Каде што токму тие нови технологии сега се употребуваат во воената техника и во организирање на професионални, армии кои што буквално од западоидите прават машини за убивање, кои што понатаму тие техники на војување. Добар тие западоидите. А тоа не е мој овакво термин. Мислам на Александар Зиновиев го употребува. Може би. Да, во својата книга од 95-та година, Запад. Не е битно да продолжиме. Да. Каде што тие воени техники се применуваат во колонијалната, во колонијалната експанзија. Тие се патем речено и тоа го вели Семюел Хантингтон, нели? Знаете, не позната негова изјава, вика дека Западот не го освои светот со супериорноста на своите идеи и на својата религија или слично. Не, вика, туку Западот го освои светот со својата супериорна способност за организирано насилство. Не е битно тоа. Тоа се да речеме туслно кажано објективните фактори. А кои се субјективните фактори во Кина? Само затвореноста. Сега, од една страна, да, кинеска цивилизација има континуитет од 4,5 години од прилика. Меѓутоа, тоа со тек на време и во најголем Учо урено станува. Да, последната династија Чинг да речеме од која почнува 1644 година и трае до 1911 со револуцијата Синхај. Последниот кинески цар. Така е, да, се одликува со заостанатост. Не заостане, далеко од заостанатост, но со нагласен конзервативизам. Одбивање да се учи нешто ново. Тука може би има и одреден етнографски фактор, зашто не знам спомнато дека последната кинеска династија Чин не е основана од етнички кинези, тука се манџурци. Да. Сега и обично кога е така, тие сакаат да покажат дека се поголеми кинези од условно кинезите. Да, бе. И не се Чин, туку се од Манџурија. Чин, да, и ние сега ќе го имаме тој да речеме тој некој определен симат мувата на капата, па тој кинески конзервативизам да го нагласува. Сега системот на државни испити убав, така, не можеме да кажеме дека само лоша на самиот принцип. Меѓутоа, одбивањето, нели, да учат од другиот, од новото, никогаш не им текнало да речеме кога почнувајќи од некаде од династијата Минг, пред династијата Чинг, почнувајќи од 16 век, веќе кога доаѓа до продлабочена комуникација, меѓу Кина и Европа, тука и езуитските мисионери, затоа сакам уште нешто подоцна да кажам, ако ми давате. Па нема многу време, побрзај. Времето ќе го релативизираме. Да. Не е битно. Никој не му текнал во Кина. Чекај, па и тие таму сега имаат нови знања, има таму нова научна парадигма. Имаме паро таму ти направиле пушки. Дали тоа точно, дали зошто да не ги внесеме и тие предмети во нашите државни испити. Така. И самиот тој фактор, да речеме, предизвикал, тие да заостанат. А ова сега може ќе звучи како народната изрека слушај Кирко сети се снава. Па како се однесува моментално Западот? Посебно Европа. Баш така. Ние сме боговите, Олимпот, ние не можеме од никого ништо да научиме. Сега да му кажеш, замислете сега да му кажете на некого во Западна Европа, чекај, видите каков разум е Кина, па можете билки нешто да научите. Да, Европа прво стана антируска, па антикинеска, па сега антиамериканска станува. Да, па тоа ќе заврши во солипсизам. Па сега и ние сме во да. Ајде уште за тие изуитите да кажи ми да се одјавиме. Да, претежно езуити имало и други доминиканци, католички мисионери, тие биле познати по тоа што е културна акултурација. Тие ја воспримале кинеската култура и воедно слушале како мост меѓу за жал тој процес не продолжил поради внатрешни судири во самата црква. Не е битно, да. И тоа сакам да кажам дека многу идеи
да речеме што денеска ги определен број идеи кои денеска лежат во срцето на некои современи технологии, на пример на информатиката, така можно е да имаат и кинеско потекло кој што преку језуитите имат влезено во Европа. Значи на што се темели како да речеме целокупниот тој информатички, кибернетички, компјутерски, како да го наречеме, дискурс. На која нумеричка... 1-0. 1-0, бинарен. Да, бинарен. А прв пат кај се среќава тоа во светот? Тоа кинес? Секако, да. Да, во клас, тој далеко во минатото, значи во книгата на промените, Иджин, може би ја знаат тука, значи тоа е дело со, значи изворно... Тамо е бинарната... Да, каде што тоа е интересно, значи... Нумерација. Да, таа бинарна каде што тезата е дека секој феномен, значи во реалноста, во светот, може да биде кодиран по пат на символи, бинарни символи. Односно, една што кој се дадени таму се нарече како една црта, полна црта, една прекината црта. Значи тоа е 1-0. Да, кеци 0, да, буквално му доаѓа, значи како 1-0 и дека буквално сите феномени, значи се комбинација од тие да речеме од тие кецови и нули. Сега во Европа кој прв го воведува тој значи бинарен систем, нумерички? Лајбниц. Лајбниц бил еден од најголемите синофили и синолози во европската историја. Тој издава посебно дело Новисима синика. Значи, како би најновото од Кина. Значи, тоа време биле фасцинирани, затоа што тоа време може да кажа уште Кина била релативно и овакво и да. На нозе. Да, прилично. Тој длабоко тој се имал преписка со овие што се језуитските мисионери во Кина, особено со францускиот Јоаким Буве, кој што го запознава со Иджин, со книгата на промените. Сега не може да кажем со сигурност дали станува збор за Лајбниц независно еден од друг доаѓаат до тоа откритие на бинарниот код, но меѓутоа сосема е можно да биде инспириран. И тоа не можеме да го исклучиме, затоа што и самиот Лајбниц во 1773 година, значи во својот напис каде што првпат го промовира својот бинарен код, во самиот наслов стои дека овакво како овој код се совпаѓа со идеите на Фуши. Фуши е легендарна личност на Кина, кој се смета древното некаде 2000 години пред нашата ера, кој што се смета за автор на оваа книга на промените. И уште нешто тука ќе додадам, кога станува збор за прашањето е за тоа заостанување на Кина во однос на Европа во научниот развој некаде од 17-18 век. Џозеф Низдам исто така изнесува и теза дека значи философските постановки зад таа научна научната парадигма, значи Галилеј и Њутон, не се совпаѓале многу со постановките на класичната кинеска философија, но додава Нидам, постановките на новата научна парадигма, почнувајќи од Ајнштајн понатаму со квантната теорија, напротив, многу повеќе се совпаѓаат со постановките на класичната кинеска философија, што може би еден од факторите зашто пак сега во оваа нова научна парадигма Кина е способна и повеќе да отиде. Дури Нидам теоретизира дека можеби и дека сосема е можно дека и самите корени на таа нова научна парадигма, значи почнемо со теоријата на релативноста на Ајнштајн, така натаму, во Европа повторно имаат кинеско влијание, повторно преку повторно преку Лајбниц, затоа што Лајбниц, значи преку неговата преписко изучување, значи на преводите што ги прават језуитите на класичната на кинеската философија, тој смета дека тој многу внел од конкретно од неоконфуцијанската филозофија на Џуши, тоа е 12 век наша ера, династија Сунг, нели? Во својата монодологија и тој смета дека понатаму
дека новата научна парадигма, значи почетоците, значи не почетоците на самата таа нова научна парадигма, туку незините философски претпоставки почнуваат со Лајбниц. Значи тако на определен начин ние го затвораме научниот круг. Вака ќе кажам нешто. Една од твоите книги која беше промовирана во Македонската академија на науки и уметности, модератор беше Катица Ќулавкова, и таа ни кажа вака на нас присутните, ти беше таму нормално, но ти беше тој што требаше нели да презентира. Типологија на писмото беше? Типологија на писмото. И таа кажа, не се секирете ако ништо не разберете, ни јас ништо не разбрав. Почитувани гледачи, не се секирете ако ништо не разбравте и јас ништо не разбрав. Ова звучи многу таоистички. Па дете, испаднав ми таоисти, добро. Секојаш ми е чест со Игор Радев да разговарам и да научам нешто ново и секојаш тоа нешто сензационално. Иако поголема дел од работите не ги сваќам баш најмногу. Па искрено кажам, ова сега што кажете сензационално малку е како да кажам, ме прави депресивен. Ова не е нешто сензационално. Ова е нормално. Не е дел од образованието. Да, патем речен за тоа. Сака извинете, малку ви го узурпирам времето. Кога станува збор за образованието, така? Да. Од кого треба да се учи? Дали треба да се учи од успешните или од лузерите? Добро, сега сме нели Не, само да кажам. Окей, ворете. Така, ние секогаш велиме, ние сакаме економски развој, сакаме научно-технолошки развој, па да прашаме, каде во светот во последните 20-30 години има најфантастичен, го знаеме одговорот. Има, чиста има мала споредба тука да направиме. 1991 година кога нели Македонија наводно станува самостојна, и јас да мислам дека сега е понесамостојна отколку кога беше во Југославија, но тоа е, нели? Бруто домашниот производ по глава на жител во Македонија изнесла $2700. Така, номинално зборуваме. 1991 година во Кина знаете колку изнесува? 357. И ги шиеме кинезите. Да, дебело ги шиеме. Сега, бруто домашниот производ во Кина по глава на жител е $14,000, во Македонија мислам околу 7,000 беше, така? Да. Значи, дупло поголем од нашиот. А процентуално изразено, значи нивниот раст од тогаш до сега е приближно 4000%. Сега да прашам, дали, значи, зад овој економски успех има теорија. Значи, во Кина има економски теоретичари кои пишувале книги, кои пишуваат статии, кои се дебатираат, кои образложуваат. Дали некаде на некого кај нас тука, дали на економски факултет, дали воопшто во интелектуален дискурс му текнало воопшто, чекај, ова е најуспешната економска приказна во светот, дури може, не знам, во историјата што се памети. Значи, да научиме нешто, да преведеме од тие книги. Мојата теорија е, јас да одговорам, чисто вака субјективно да кажам, кинезите немаат своји невладени организации кои што потоа нели го пишуваат курикулумот на економскиот и сите други факултети во Скопје, и тука да завршиме дискусијата, бидејќи и не зависи од нашите гледачи многу. Благодарам многу за овој интервју. Ви благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тоа беше Игор Радев, пријатно.